Општо, прошлата година е доста задоволувачка. Немавме од страна на шуми, на отворен простор, имавме пожари на шуми, од кои шикари, мешана шума е таа, лисијари, каде што нема некоја материјална штета, немавме четинари. Немавме интервенции на четинари, имавме 43 интервенции. Во земјоделието стрништа имавме нешто, пасишта тоа е сува трева, претежно сува трева, некои меѓи, така запалени имаше. Тоа е околу 90 на интервенции имавме такви и еве го се спомнува депонии. Депонии 40 се запишени и овие 40 се сите горе кај мостот. Мислам тоа е редовно таму, знаете, мислам си тоа го гледаме. И тоа е вкупно 170. Од патнички моторни возила имавме патнички моторни возила 10 беа, од кои имаше нешто вкупно беа 19 работни машини, имаме земјоделски нешто трактори имаме 2 и еден комбајн имавме запалено. Таа е ланската година. Материјални штети нема пријавено за на отворен простор. Интервенциите ни се исклучиво брзи, добри, спремни, како територијална противпожарна единица. Со возила сме добро снабдени од ланската година, од 2022 ги добивме, мислам, тие додатни уште 3 возила, што ни беа неопходни и мислам дека сме сега, да речам, слободно, можам да кажам дека сме и во Македонија најдобри со возила. Не се нови, па и немат никој толку нови, али можам да кажам дека имаме, што нема никој, и Скопје нема како бригада, да речеме, како толкава голема бројка на пространство и голема бројка на пространство што обслужуваат. Ние имаме 8 теренски возила, 4x4, каде што можеме да ги качиме малтене каде не. Мислам, јас имам одено со тие возила и на антена горе. На Пелистер имаме гаснето ке Големо езеро, од другата страна према Преспа. Се извинувам. Спремни сме. 8 возила имаме такви, од кои имаме 5 со вода, 6 што носат вода, над 2,5 тона, другите ни се со помала тонажа, имаме со 400 литри, джип, нешто така и сме доста спремни. Од страна на извештајот на ланската година за извештај за интервенции, мислам, кога би се зборало, од која бе пријавени пожари сме имале 334, останатото до 434 имаме 100 интервенции, имаме некои други, имаме технички интервенции, тука учествуваме на спортски надпревари, како обезбедување. Одиме во соседни, исто учествуваме и во соседни општини каде што ќе не побараат на помош, претежно не бараат од Ресен и од Емир Хисар, не можат тие се послаби во единицата и бараат помош од нас. Мислам, тоа е, ако има некој прашање, јас слободно би одговорил. Колегите имаат прашање? Интересира бројот на пожарникари, колку е во моментот и дали имате потреба од нови луѓе, односно како се кадровски како сте екипирани? Во овој момент сме како бројка 41 вкупно во територијалната противпожарна, од кои 35 сме како професионалци вработени и 6 имаме преку агенција. Таа е бројка 41. Треба за летниот период, мислам и како бројка, се знае тоа на 1500 жители, мислам тоа по закон за пожарникарство, дека е на 1500 жители еден пожарникар треба да има. Према бројката моменталната како што е сега статистички, како што пред некој ден ја заведувавме овдека во општина, пишевме треба да видиме најмалку 68 пожарникари према жителите. Ова бројка од 10 души можам да речам дека задоволува, ама и не баш. Имаме поднесено сега барање со програмата сега ова што е за летниот
период што ни престои. Имаме поднесено до градоначалникот за сезонски пожарникари, тоа е законски. Тоа треба да немам се уште сега го пратив пред неколку дена. 15 имаме побарано од 15 сезонски пожарникари за летниот период. Кога би биле уште тие 15, кога би биле во една смена, сега вака ние сме екипирани, 4 смени имаме, по 10 имаме лица, 10 пожарникари, од кои, ајде да ви ги кажам, мислам како е хиерархијата внатре, имаме по еден командир на вод, еден командир на оделение, имаме пожарникари и тројца шофери. Таа е екипата. Тројца шофери. Кога тоа е вкупно 10. Кога би биле барем уште 3-4, би задоволило, затоа што во летниот период ми се јавуваат проблеми, кога ми идат во еден момент ни се јавуваат интервенции по 3, по 4, по 5 во ист момент. Не можеме да му одговориме. И сега ние, ајде од искуство, имаме во сите смени вака постари, и од искуство према јавувањето кај е теренот, ако е ризичен, ако се доближува, например, ротино кога ќе ни јават, па ние шо им да има друго нешто да е стрниште, кај да гори, ние заминуваме ротино, затоа што знаеме ротино може да замени Пелистер нагоре. Приоритет, гледаме кој е приоритетно, заминуваме таму, ако можеме. А ако не можеме да одговориме на друго, таа е бројката, тројца шофери се, 3 во ист момент, 3 можеме да покриеме, затоа што се тројца, ако е еден на одмор, замина двајца се. Комбинираме со лесните возила, например со джиповите имаме и овој што е со вода носат и тие исто луѓе носат, другиот джип, 2 джипови имаме. Комбинираме, вози пожарникар, да може да го вози джипа и така покриваме. Мислам, не е задоволувачка бројката, се знае колку треба да биде, али до сега, еве, пак да речам, чувал Господ, сме немале никаков кикс. Имало тешки интервенции, али до сега сме се справили добро. Океј, други прашања? Ако нема други прашања, со уште едно прашање само во однос на возилата, спрема бројот на вработени, сега кажавте дека е океј бројот на возила, никогаш не е доста, сигурен сум, бото има и стари возила, така. Тоа е тоа. Меѓутоа во овој момент кажавте дека генерално ги задоволуваат возилата капацитет. Возилата задоволува, да. Бројката. Бројката. Способноста е друго Тоа е прашање. веќе друго прашање. Бројката викаме дека е добра. Океј. Ако нема други прашања, ви благодариме. Тоаш, колеги, да преминеме на гласање. Членовите на комисијата за првата точка извештаот за работата за 2022 година. Кој е за? 3 за. Против нема, воздржани нема. За втората точка програма за работа на пожарната единица на општина Битола за 2023 година. Кој е за? 3 за. Океј, седницата е завршена. Благодарам.